заедно со корумпираното судство во една спрега, ние живееме во пеколна држава, во божествената комедија на Данте Алигиери. Значи се работи за исклучително тежок криминал кој се реализира преку повторното извршување, преку повторните нотарски платни налози, иако постоеше мораториум, извесен временски период од неколку месеци поради пандемијата, тој се продолжи. Бараме ветинг на судиите, затоа што во самата судска власт имаме криминални судии, криминогени судии. Имаме и во судскиот совет, кој формално постои и не ги надгледува судиите, односно не си ја работи работата. Значи, тоа е се формално. Значи, судиите и во основен 2, и во основен 1, и судскиот совет, и обвинителите, и советот на обвинители не си ја работат работата. Напротив, криминалната спрега, мафијата, која создава страв. Погледнете, ова е резултат на стравот на луѓето, стравот на граѓаните од тоа што би можело да им се случи. Кога некој би ги видел, ете, би им го зел имотот. Сега лицитираат станови, земаат имоти, уништуваат човечки животи. Значи, овој протест е малку поширок од она за извршителите и се однесува на целиот правосуден систем. Пред 15 години се случи една трагедија, вие дојдовте сосема случајно на помен на таа трагедија, точно пред 15 години. Мајка и ќерка се фрлија под воз затоа што извршителите им го земаа станот. Жената се обиде да направи бизнис, сладкарница, да производи сладки работи, не успеа. Банката, судот и извршителите не се расплакаа, туку им го земаа имотот.